Денешната пресконференција градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски ја започна со тоа што го честиташе 7 мај, денот на македонската полиција. Пред да започнам, бидејќи денес е денот на полицијата, во име на Советот на општина Велес, во име на сите граѓанки и граѓани на општина Велес и во моје име на припадниците на полицијата да им го честитам денот, да им посакам многу успеси во наредниот период и да упатам јавна благодарност за нивниот придонес што го даваат во справувањето со коронавирусот во овој период зад. После упатената честитка, градоначалникот Коцевски ја продолжи конференцијата со тоа што ги истакна најновите информации во пресред на корона кризата. Ја соопшти бројката на заболени, при што даде детална анализа во врска со граѓаните на Велес кои се засегнати од овој вирус. Понатаму тој извести за новостите кои што му се доставени од представникот на Министерството за внатрешни работи. Секретаријатот за внатрешни работи Велес, постапувајќи по овие одредби од Кривичниот закон, во март поднело 30 кривични пријави за непочитување на полицискиот час, во април 58, во мај заклучно со вчера 6 мај 11 пријави, вкупно 99 пријави. Министерството за внатрешни работи на 120 лица од општина Велес и Чашка врши контрола дали ги почитуваат мерките за изолација. На тоа сакам да додадам дека уште 6 наши сограѓани се задржани во задолжителен државен карантин после нивното враќање од странство. Одлуката дали тие ќе се задржат дома уште 14 во домашен карантин или уште 7 дена треба да ја донесе Централниот кризен штаб на државно ниво на предлог на Комисијата за заразни болести. Таа одлука очекуваме да ја донесат во најскоро време. Градоначалникот Коцевски продолжи со тоа што ја информираше јавноста за активностите на Црвениот крст. Од последната седница на штабот се поделени многу пакети на семејствата од ромската заедница, додека пак 45 ќе бидат доставени денес. Понатаму ги посочи активностите кои што континуирано ги извршува ЈКП Дервен во соработка со другите надлежни општински институции. На седницата на општинскиот штаб за заштита и спасување се разгледувало прашањето дали да се отвори затворениот мал пазар. Денеска го отворивме прашањето на барање на граѓаните кои подолго време не продаваат во затворениот пазар. Се работи за тие што продаваат текстилни, водоводлжски и друг вид на производи. Се договоривме конечната одлука да ја донесеме во понеделник. Штабот ме овласти мене во соработка со представниците на Центарот за јавно здравје и ЈКП Дервен, во зависност од тоа како ќе се развиваат настаните до понеделник, да процениме дали веќе од вторник би оделе со отварање на затворениот мал пазар во нова населба со превземање на соодветни превентивни заштитни мерки и дали е зрела состојбата за да се отвори и горниот дел од големиот пазар на кој би се вратиле трговците кои продаваат непрехранбени производи. Одлуката ќе ја донесеме во понеделник, доколку одлуката биде позитивна, ќе донесеме соодветни напатствија што треба да ги исполнат и продавачите и купувачите. Градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски им порача на граѓаните да ги почитуваат мерките за здравство донесени за штитење од COVID-19.